Започна судскиот процес за трикратното убиство во Кавадарци што се случи минатата година. Виновен сум, но се каам за делото кое не го извршив со умисла. Ова се зборовите на обвинетиот Тони Станоев за убиство на родителите и сестрата на неговата сопруга во Кавадарци. Изјавата пред судот која ја даде денеска се разликуваше од онаа во обвинителниот акт. Станоев рече дека во моментот кога настанала вербалната расправија и турканицата во домот на сега починатите, пиштолот му паднал и сам испукал. Судот во Велес го отфрли барањето на одбраната да биде доставена дополнителна документација за здравствената состојба на обвинетиот. Обвинетиот не е во добра психичка состојба. Факт е дека има вештачење во кое што се делумно се потврдува дека он не е целосно пресметлив, меѓутоа не е непресметлив, затоа и се води постапкава. Што значи дека да не е пресметлив, ќе имавме сосема друга позиција. И ние и не тврдиме дека истиот е непресметлив, меѓутоа дека имал психички проблеми и пред настанот, и за време на настанот, а и потоа дека тоа уште повеќе резултира, тоа е евидентно. Тоа се гледа и во неговото однесување, во неговиот поглед се гледа. Поранешната сопруга на Станоев денеска ја раскажуваше сликата што ја видела кога пристигнала во домот на родителите. Животот со поранешниот сопруг рече дека и бил пекол. Постојано и таа и децата биле физички и психички малтретирани. Станоев извесен период, рече сопругата, се заканувал на сите од нејзиното семејство дека ќе ги убие и ќе ги закопа во куќниот двор. Неспорно се докажува дека обвинетиот ги има сторени тие три кривични дела по член 123 став 1 во врска со став 3 од кривичниот законник, каде што е предвидена и казна и доживотен затвор. Сметаме дека со на наредното рочи на 15 со слушување на вештите лица, дека ќе се заокружи постапката и дека судот ќе донесе на правилна одлука, законита одлука и кривична санкција за ова кривично дело кое што предвидува закон. Трикратното убиство во Кавадарци се случи на 9 ноември минатата година. Станоев во домот на родителите на сопругата ги застрела нив и нејзината сестра. Следното рочиште судот во Велес го закажа за една недела.